Јас имам повеќе забелешки до вас, председател. Прво и основно требаше на координаторот Мицки да му кажеше дека треба да ви каже по кој член е неговата процедурална забелешка, а не тука да се држи реплики. Јас ќе окажувам членот, јас имам процедурална забелешка по член 97 за одржување на редот на седницата се грижи председателот на собранието, тоа сте вие, значи додека нашиот пратеник говореше, тука имаше довикувања, свиркања, не бере сме на пазар или на стадион, значи не е ово фудбалска утакмица и ве молам да бидете малку поостар кога ќе ги опоменувате пратениците од владеачкото мнозинство, за да обезбедите услови за нашиот пратеник да може да говори достоинствено. Сега, тука ќе си земам една малце слобода, бидејќи таа слобода му ја дадовте на координаторот Мицевски. Како е ДПМН навреда за партијата ВМРО ДПМН? Како е... Ве молам уште еднаш како што се вика партијата да ја наречете, ве молам. Ама и он рече ДПМН. Значи ја не го кажувам ДПМН, само го кажувам како пример. Молам уште еднаш името на партијата како што е регистрирана така да ја наречете. Ајде. Не, значи колега, навреда е кога се работи за извртување. Како вашите пратеници кога го прават, го земат името на левица и го извртуваат како девица или било како. Вашето име е ВМРО, а вашето презиме е ДПМН. Ако вие мислите дека е навреда, ако вие мислите дека е навреда, некој да ве ословува со дел од вашето целосно име, тогаш сменете го. Сменете го. ДПМН е вториот дел од ВМРО ДПМН и автоматски нема никаква навреда тука, нема извртување. Да ја тргневме, например, буквата М или да додадевме СМ затоа што признавте Северна и така натаму. Тоа е извртување. Тоа е навреда. Дали ме разбирате? Да. И само на кратко околу законот дека бил безпредметен, не знам дали го слушавте пратеникот, ние како партија цениме дека тоа како прво е привремено решение. Значи, имаме консензус, ќе разговараме, ќе оформиме работни групи, ќе дојдеме до целосно решение. Но, како привремено решение, ние не можеме да знаеме дека утре нема да има предвремени избори. Со ова решение кој што го нуди партијата Левица, за утре да имаме предвремени избори, едноставно неправдата од претходниот изборен циклус е исправена. Тоа сакаме да кажеме. Така да, апсолутно не е безпредметен законот и би требало сите вие да го поддржите, додека како еден вид на привремено решение, додека за